Хеј, Пандамониум радио шоу, Јево Тирана спешал, тука сме. За некој чудо, после толку долго време, сред лето се собравме со Трајче, кај него, не сум бил одамно од последниот пат кога снимавме. Реално. Да збориме кога се поминавме викендов на во Тирана. Здраво, Трајче. Здраво, Дорко. Здраво, Пандамониум радио екипо. Се надам дека сте добро. Been a long time. Не знам дали ќе го погодам направо. Не ни размислив онака, само it just rolled off the tongue, што е добро. We still got it. Јево Тирана, брат. Bucket list момент. Bucket list момент, се договоривме со Трајче, нема зборење рекеп, нема праење ништо, нема зборење за една друга тема, бидејќи имаме многу за зборење. Така да ќе се фокусираме на Јево Тирана, нашиот провод таму, очекувањата пред и фидбекот после, а здравје понатаму кога се честиме, ќе може да направиме некој рекеп за што се случуваше годинава, претходниве месеци, претходниве денови, некои проекти кои излегува, што слушаме периодов и така натаму. Еден дисклеймер само кој за некој кој Марфи кој секат, кој за некоја Белја, баш тогаш кога се договоривме да снимаме после 3 месеци, ја не можев да станам со Белја. И више се осеќам многу уморен и се видов се на камера дека очи ми се многу као малце сум као вчерашен, ама не сум, така да Тоа е. Си легнав трезен, си легнав нормален, али не се наспав доволно. Така да ако малце ми завргла главата или мозокот или устата, да знаете на што се должи тоа. Аја почнеме. Јево Тирана. Нереална ситуација, нереална работа. Уште кога најавија. Ајде. Самото по себе, као Kanye West у Албанија, е само по себе откачано, пошто искрено не сме навикнати луѓе кои што се актуелни да настапуваат на овие простори. Добро. Let's be fucking real од S-tier. Од нашава бранш. Од хип-хоп светот. Така, ти да. можеш да ги начекаш, има легенди кои што доаѓаат. Авалум си го прави своето, си букира една легенда годишно. У Србија се дешаваат настани. Kanye West у Албанија, брат. Непоимливо за мене. Као ја тоа никад не го ни замислив. Искрено, као со оглед на тоа и сите работи као се дешава, ако даваме малце бекграунд, као Kanye веќе последните неколку години нели имаше се деси што се деси и као отиде индепендент и ги изгуби сите бренд deals и whatnot, cancel culture. Збореше глупости. Да. Немој сега да го изоставиш тоа. Апсолутно. И што се деси целиот турнаут беше на тоа дека окей, идеме full in, нормално, како еден артист може да рекуперира пари од неговата музика е through live shows. Let's be real. Као ова е едно беше за нас, ама друго ја сваќам финансиската моќ и колку слобода му дава се во ова, бидејќи претпоставувам дека целиот овој евент кој што беше организиран, нема да се задржиме само на Тирана, бидејќи ова беше и на секаде, као наши луѓе, наши другари беа у Истанбул да го гледаат, што исто така беше исто така откачано као у Турција, ама од друга страна па Турција и политички и онака као стои на целиот свет и као поише се поврзува со Kanye, искрено, и да се организира такво таму нешто. И исто така самиот факт дека ги имаат и арените и го имаат тоа да го фацилитираат целото тоа да се деси кој што требаше да се деси и искрено се деси. 120.000 рекоа дека имаат продаено карти, што е многу сериозна бројка за еден артист кој што нели пројде низ таков турбулентен период како последните, не знам, 6-7 години колку време се дешава. Така да од самиот факт уште кога го прочитавме, као не знам зошто целиот период као у тој период сме свадби едно друго, it's the season, живот се дешава као Kanye го најавува у мај, турбулентен период, менјам работи едно друго и као I bite my tongue и се викам fuck yeah, нема да идам. Значи од прва се излажав, сагав као прва инстантна реакција ти е buy ticket, брат. Ме разбираш, Истанбул е него на 10 сати е. А ти збориш за Истанбул уште, не, добро? Не, тоа сам да ти кажам дека као инстантна реакција ти е тоа. И си реков не. Правам финансиска одлука дека нема, пошто ќе кошта премногу, пошто паат едно друго, двајца сме нормално Сара сака да дојде со мене, сега го слуша Kanye since day one. И као too much shit going on. Ја правам the adult decision од финансиски аспект дека не вреди. There will be a next time. Буквално тоа го кажам. Добро. Lo and behold, после месец дена го најавува човеков во Албанија. Тоа е моментот, значи уште на Дискорд, уште лани или пред 2 години се сеќавам екипа имаше купено карта да иде во Словачка, ако не се лажам.
Што не се деси? Не се деси, многу концерти се откажува, не ни знаевме више што се закажува, што се откажува. И јас си реков како не ме интересира, онака што и да чујам за Кање, ми се појавува спонзор, ми пишува до Discord, ми се појавува на Instagram. Еј, Мадрид, еј, не знам, Истанбул, он уопште не ни го перцепирам, се викам нема шанса да се замарам јас сега со ова. Па откажи, па ова се деси, она се деси, купи карти, купи смештај, откажува после, плюс календар со пуштање музика, со други лични активности. Викам заеби. Кога пуштија за Албанија, значи уопште не размислував за нешто, за некоја друга опција, кај што треба да се купуваат авионски карти и слично. И го објавуваат Албанија и сум као, брат, некако имаше смисла што од самиот старт дека има некој звучи лудо, ама звучи реално. Има некоја конекција. Има некоја конекција. Буквално. И си викам добро, кога го видов Албанија, одма. Buy tickets, pre-sale. Да бе нели се ставивме на листата као требаше уште неколку дена да пројдали. Мене ми беше многу чудно брат, пошто на пример Out of all the places и као окей Албанија брат, пак мене на пример искрено Србија поише ми е поблиску ми е до Турција ако на пример кој избор на локација, пошто пак еве Србија на пример има такви арени кои што ќе може да го направи тоа. И целава склопка брат околу Кање ќе направиме кога го видов Eagle Stadium брат дека е уствари паркинг простор такво нива брат, градежно, не е градежно земјиште. Тоа страње не има парцела ако влезам на катастар брат у Тирана. Сигурен сум. Сигурно. Нема градежна дозвола, ме разбираш. Нива е онака, култури нива брат, ако отидеш у катастар. И кога го видов брат, и веќе беше означено на мапа со слики у ревјуз, па 5-star reviews Eagle Stadium, 5-star reviews, брат, провери, не се заебавам. Стаени, уште ко момента кога го најавија дека ќе се дешава тоа, имаа стаено пин на мапа, Eagle Stadium, имаше стаено рендери од како би изгледало срања. И си реков, не се нормални овие, ме разбираш, кога што кур се деша. Зборевме со Дарко, спишавме кога ќе идеме ли, кога тоа беше тоа, си викам, фак е тако, ништо друго, чекаме 3 месеци рифанд на карти, ќе се караме со букинг за смештајот, ќе фрлиме као 100-150 евра, у најмала рака губиме 100 евра и ако ништо друго вадиме викенд у Тирана или деден ден у Тирана. Да, ја може ќе изгубам свирка, ама тоа е тоа, fuck it. Ме разбираш, тоа е... Не е преголем ризикот, како што би бил, треба да летаме негде да организираме цело патување. И као си реков, као окей бе, ќе му дам шанс. Не верував дека ќе се деси, дур не. Брат, дур не го видов горе, искрено да ти кажам, као не ме изначеше ништо, ни топки, ни мопки, ни целиот наместен, вакво ништо тоа не ми значи. Чекај, многу рипна сега брат. Сваќам, ама само да ти кажам, не верував дека ќе се деси, непоимливо. Види, на почетокот ми звучеше ти викам многу лудо, ама ми се викам има конекција, ако некој го направи, ако некој го изведе, албанците ќе го изведат и ќе го направат. Значи, апсолутно. Филмот да бидем за паричка, пари, актуелно, тренди, а пак е против као другите. Брат, легаси момента. И на сите места кај што иде на турнеја, ако видиш, освен некои градови као Мадрид, сите се некои такви као на страна малце, као второ или трето разредни држави или градови. Поише држави без навреда за никој. Ама нема везе некои рандом места као Алгавре, како стига градот у Португалија. Да, у Португалија, да. Не е негде као, не е на мапата. Не, тоа е никаде брат, тоа е Фаро. Јас сум бил таму и као тоа е предалеку брат, не еден единствен лет има од Британија, од Ирска, мислам дека и од туристичко место, да, ама тоа сам кажа. Нема везе. Afro Nation се дешава таму на пример. Аха, добро, на истото место, Портимао. Туристичко место. Океј. Моментот беше, правиме акаунт за pre-sale, се пуштам, купувам карти за мене, за екипа, нека луда комбинација се прави, не се знае колку карти се купени, кој сака да иде, првиот оној хајп, првиот ден, вториот ден, третиот ден, пукаат на социјални мрежи, pre-sale, прв ден на продажба, побрзете, добро, купуваме карти, сите се лажеме дека као, си викаш као тоа е тоа. Се пуштам после една недела, брат, гледам, стадионот празен. Стојат картите, да. Имаш опција да купиш карта колку сакаш, кај сакаш. Викам, фак, ова не личи добро, дека од искуство и со организирање настани, од искуство и со посетување на настани, посебно на концерти кога сме биле што се поголеми. Искуство со рапери, организирање у арени кои што не можат да ги исполнат и после откажување пред неколку дена пред да се деси самиот вакво. Точно, значи сите може ситуации ги имаме доживеано за Брна Бој на пример. Брна Бој Уискит исто ни откажа нас.
Си викам, фак, ова е лошо, дека најчесто ако не се продаваат картите пресейл, прв, втор ден, таму треба се продаде најголем дел од картите, посебно за вакво големо име. Реално да, брат. Збориме за Kanye West, брат, као убедливо најголемиот артист последниве 20 години. Добро, ајде, нека биде така, може. И избор, брат. Као Хип-хоп артист, да, окей. хип-хоп артист е, ама мислам дека као стварно си го има направено своето и мислам дека баш заради сива овие работи дури и луѓе кои што не го слуша, брат. Вчера седеш на маса. Чекај, не рипај многу, брат. Извини. Луѓе му се навраќаат на гафовите што ги има правено, на глупостите, на сите antics што ги има правено. Луѓе колку го знаат веќе и за музиката, мислам дека толку го знаат и за работите што ги има, тие ексцентричните работи што ги има правено. Да, тие не се луѓето што би отишле на вакво, ама музиката е многу голема за луѓе да не се појават. Мене ми беше многу ама од друга страна мораме да збориме многу накратко и за целата ситуација што се дешава. Реално се појави дека државата е на еден начин е организаторот на овој настан. Добро, види, тоа се знаеше дека уште на првиот пост, на првата најава беше во колаборативниот пост беше Еди Рама. Да, што е исто така резервирано само по себе, вака дружба. Ама тоа од друга страна ти дава како некоја гаранција дека ти дава гаранција дека ќе се деси. Да. Сега од друга страна ти ко странец, мислам странец, ние сме тука комши сме, да, ама странци сме у поглед на луѓе од Тирана, брат, као таму има сериозни проблеми и мислам и си имаат сериозни као турбулентни периоди кои што се дешаваат моментално, имаат протести, нешто што ние низ кое што имаме минувано, имаме учествувано и сме биле дел и сме знаеле што значи да бидеш дел од таа млада жива сила која што пробува нешто да направи за промена. И последниве неколку дена ме замисли онака и си викам не се распродава ова. Као идам на странава да проверам, брат, зјаат спразни сите трибини, ме разбираш. Ја идам еднаш неделно да проверам да видам што се дешава. Зјаат празни. Да. Секаде можеш да си одбереш, нема едно место што е sold out. Да. Едно место не пише дека што е sold out. Си викам fuck it. Тоа е, идам до крај, нема веќе букирано све, организирано све. Ако се деси, се деси. Зборевме, викам, дур не го видам као се крене на лифтот горе, викам, не верувам дека ќе се деси. Ја обратно, брат, ја викав на сите, значи поголема грешка у предосеќе за ваков настан немам направено, ја викам нема шанси да се деси. Ја го избришав онака од глава дека као само чекам да го откажа, тоа е тоа. Секоја следна недела се пуштам и сега чекам да видам секој понеделник чекам да видам пост дека кај ќе откажам, ме свегаш. Тоа. Проаѓа време, гледам не го откажуваат. Викам, брат, што е ова? Зборам и по луѓе уште го, ја го ширам муабетот. Брат, 100% ќе го откажам. Знаеш дека во принцип не се така, брат. Луѓе си го фаќаат free cancellation брат на booking. Да. Викам, брат, нема шанси да се деси, нема продаено карти, не искача Кање на полупразен стадион. И сваќам зошто не продае карти, валја младите да се до тој степен као бунтуваат таму каде што едноставно не сакаат да го поддржат ова бидејќи на еден начин е и не на еден, туку на секој начин е као маневра за да се добие на политички поени, пошто реално збориме пак за артистот кој што младиот свет, посебно луѓе кои што се фанови на хип-хоп музика, не може да не знаат за Кање и не може да не има на бакет листа да го видат. Не може да не тие. Брат, не ги знаеме точно причините зашто во Албанија не се продавале картите. Цената може би преголема, не знам колку. Од друга страна, јас сум имал исто така проблеми сум бил еднаш у Тирана. Многу лош прием на странски артисти. Не знам тоа дали е до младината, али као сум бил на Екшен Бронсон у Тирана. Добро, брат, Екшен Бронсон не требаше биде да настапува на таков фестивал, на таква бина. Да, али тоа сам да ти кажам, ништо не им значи. Бевме у Косово, така, AJ Tracy из Кепта. Као жив човек, имаше петорица у Добро, што би се случило ако дое во Скопје според име? Дали мислиш дека Кање може да напуни 60.000 у Скопје по цена од 200 евра карта? Апсолутно не. Така? Апсолутно. Па зашто Албанија да може? Така. Заради тоа ти викам, мене Белград на пример ми беше многу по. И Белград не мислам дека може да напуни. Мислиш? Не знам. Ова беше како некој тест за не беше добар тест. Пошто пак збориме, брат, тука си Унгарија, тука се Романија. Никад кога ќе се организира некаде. Не, чекај, збориме сега за локалната публика, дека странците, тие што треба патуваат, го имаат истиот сентимент како нас. Да. Брат, не купувам карта, не знам што ќе се деси. Дефинитивно. Чабе ќе купувам летови, ќе доаѓам, а факт е, видовме и таму на лице место, видовме и од после дека имаше луѓе од цел свет. Имаш. Сега некој е доволно луд и доволно оптимист, што си вика као идам, купувам, да го направи тоа. Ако биде, ако не здрави живи, а некој као нас малце
си ме изгорано поише пати и си вика као не можам да се замарам со ова дали ќе се деси или нема да се деси. Ако се деси, се деси. И не купувај, затоа мислам да ги толку многу стагнира. Ако збориме за локалната публика, мене не ми се верува дека има толкава бројка на луѓе што има финансиска моќ и толкава желба да плати да го гледа Кање во живо во Албанија, во Тирана, дека прво нема ни толку луѓе, нема ни толку млади. Ако го ставам одма го споредувам со Скопје, куповна моќ таму брат, нема реално шанси да направиме се му деси тоа. тоа. Кај нас беше пуно на Black Coffee, брат. Black Coffee е друго. Хаус музика, картата беше 50 евра, не беше 150 до 200 до 250 евра, така. Yep. Други моментот, Кање е многу нивоа над Black Coffee у популарност и у значење Значење и се, у да. значење све. Али не сум сигурен дека можеше да се наполни само и требаше да се наполни само од албанска публика или дури само ниту еден случај. само од регионална публика, дефинитивно. затоа мислам дека стагнираше. Али као проаѓа време, гледам овие него откажуваат, стигаат 10 дена онака до пред настанот и више почнуваат информации за настанот, влезови, ова, она, викам, брат, Попусти. Имаше попусти на карти, брат. Тоа беше исто сумљиво. 15-30% off, као шо е Имаше ова, и брат? Кај нешто- сме, брат? Италија спешал. Заландо е ова, брат, као ненормално е, брат. Добро, Бари спешал, ти декна, ако уледаш од бари, брат, со Ryanair-че, 30% на карта да попуст. А ја, брат, преку Дебар шо идам, брат, по најлошиот пат, брат, known to mankind. Нема за тебе попуст, брат. Така? Нема за тебе попуст. 177 евра, бронз, шклап. Чекај, ќе стигнеме до таму. Ај, да ти. Ќе стигнеме до таму. Така да мене тоа ми е сумњиво многу. И ама Јас сум убеден дека нема да се случи, тоа ми е муабетот. Значи ја онака не ни го размислувам Кање. се брат. случи. Не ни го размислувам, се викам брат, ќе го откажат и тоа е тој. Како проаѓа време не го откажуваат и станува пореално дека ќе се случи дека Мене се до последниот ден и онака последните Да. 2-3 дена почна више паника, паника. Луѓе прашуваат да бе кога ќе идеме, што е планот, ја немав никаков план. Викам fuck it. Зборам со луѓе, тие некој си има договорено, некој не. Комбинации глупости, одбирам најлесното решение за мене, викам идам без пиење, без ништо. Стигам, гледаме концерт, се враќаме, тоа е тоа. Ако се случи супер, ако не, јадеме нешто и се враќаме назад, тоа е. буквално Мислам дека добар бекстори, бекдроп направивме на настанов. дефинитивно, брат, освен тоа што ја имав на пример 4 откажани букинг. Ајде, Вако смештај, брат. ајде. Не се нормални албанци, Ајде. брат. Не се нормални Окей. луѓе, брат. Значи 4 букинзи направи, брат. Genius level 3 сум, брат, на букинг, разбираш? Show some respect, брат. Добро. Преку 100 букинзи имам на букинг, брат, као. И тоа знаеш зашо правам, не дека ја унеша, али као на пример ако сме у група, си прашувам као имам Genius 3, дали сакате преку мене да вакво. Најчесто нешто ќе има као 10%, 5%, некој ќе има попусче, брат. Free breakfast. Али фри брекфаст ќе бе, брат, зашо не, брат? Шунка кашкавалче и кифличе, брат, топ. Али као муабетов беше, брат, букирам 3 дена пред настанот, извини, wiring issues имаме устанот, нема да го направим. Друже, прка е работа, брат. Следен букинг гледам пута 3 цена, брат. И на крајта најдовме, ние спиевме, шараут у Аурелис хотел, брат, спиевме на 4 километри надвор од вон фактички што е тоа, highway, брат, што име тоа, валјда е Да, вако? обиколница, автопат, да. Автопат е тоа, надвор од град на 10 километри од Тирана спиевме 4 километри од Eagle Stadium, брат, само пушка право, брат. На крај оноја, не знам дали го имаш видено оној огромниот хотел што го креваат. Не знам што е тоа, брат, код Скопје 2014. Тоа е едно бело големо. Огромно бело, одма до него тука, брат, као Аурелис хотел, топ хотел, али реално си и тоа немаше прайс гауджинг, четворица плативме 200 евра за една ноќ и тоа е тоа, брат. Тоа беше буквално убедливо најефтината, а и сваќам дека беше најлесната опција, пошто беше многу блиску и само фативме такси едно 15 евра ни наплати човекот од другата страна на автопатот и не однесе за 5 минути дома, брат. Тоа е тоа? Искусно. Али 4, ти викам сити истиот проблем, извини, го белиме станот, нема да биде спремен. Да бе, а добиваат вакво. понуда поголема, на друго место може да го продадат поише, некои странци Секако. може да удрат, милион комбинации. Знаеме како идат тие работи, брат. Али Тоа да, е исто. all in all, тоа, тргаме од Скопје, стигаме у Тирана, ние тргнавме као сабота са бајле, исто беше планот. Ти ми кажа, мене малце ме зачуди, мислев барем дека ќе преспие, што реално тешко е, брат, као концерт, 4 сати, 5 сати пат, граница, и да се и уште толку назад, брат, после 5 сати стоење, брат.
не знам дали ми се правило, ама од друга страна па сваќам и зашто не ќеш да се ебаваш со целата гужва после што ќе се деси после концертот, станеш да си на чисто, Не. и знаеш дека за 4 сати од сега ќе спиеш дома у свој собствен кревет. Не брат, знаеш дека јас секад кога идеме вака на патување, сакам да сум таму ако може ден пред, ако може се остане ден после, да јадеме нешто, да се зезаме, да се шетаме, она да фатиме концертот свежи, али оваа ситуација знаеш како бе брат? Човек без без друштво, онака како се убацив у најдобрата комбинација што ми беше мене, и факт беше тоа најдобрата комбинација, најблиското мое друштво, али секој си имаше више направено некој свој план. Реално да. И као планот беше, окей, идеме, се враќаме, не боже, ако треба да се спие или нешто, као Да, ќе се најде нешто. ќе застанеме, ќе спиеме, нема врска, не е страшно, али од друга страна концерте 2-3 сати ќе трае, не беше нешто, не очекував дека ќе трае нешто до 5 сабајле, па дека и после ќе бидеме уморни за враќање, ме свекаш. Дефинитивно. Туку си викам, у моментот таа опција беше најлесна. Видовме на Booking немаше нешто добри опции, викаме вака е полесно, се враќаме и тоа е тоа. Ајде. Ја брат, ти викам, стигнавме рано сабајле, не бисам рано сабајле, кога стигнавме, не знам, 12, еден поручек у Тирана. Идеме се чекиреме усмешта едно друго, си викаме окей, се спремаме, многу бевме мртви, пошто ја рачаме дента предходно на работа, легнуваме у 3, стануваме у 6, у 7 сум у кола и тргаме, брат. Не сакам да спиам, не возам, ама не сакам да спиам. Со брат ми си седам, си правам муабет. Стигаме таму, идеме у хотел, малце одмор, доаѓа као 5 сати, 4 сати, сваќаме дека нема нешто време, на автопат сме брат, не сме у Тирана некаде да искочиш пешки да идеш, треба со кола да идеш. Викам факет, нешто ќе се късне, викам и тоа е. Јадаме на многу на брзина, си зијаме води едно друго од хотелот и викам таксито брат. Такси у Тирана е најубавата работа. На WhatsApp му пишеш, ти вика бос 3 minutes, ти праќа GPS линкче. Ти го пратиш real time location. Како го наоѓаш на WhatsApp? Си имам бројчења, бе, брат. Green такси и Zoom такси, брат. Види ги. Браво. Can you see Zoom такси Албанија, брат? Види го, види како сум зборал со него. Му праќам координати кај сме, шо сме, брат. Му праќам. Буквално ти вика 3 minutes бос и само стига стварно за 3 минути колата, брат. Си плагаш со картица све. Не се. Идеме, влагаме, буквално беше вожњата беше 3,5 минути, брат. 6 километри по автопат што се вози 120. Стигаме доле, сваќаме дека ќе е пепел. Значи тоа ја ти го кажам, јас стигнав мислам дека многу порано од тебе. Кажи ти твојата И прича за ќе кажам пошто и не ни влеговме од исти страни, мислам дека. Не се ни најдовме таму. Да, не се ни видовме уствари, тоа е дека бевме као распар и стигаме, ја бев ја, Сара, брат ми една другарка и као четворица луѓе, гледаме дека има преголем ред. Као има барикади, правиме муабе дека нас не остава таксито на самиот автопат. Као тоа си имаше веќе, требаше да заобиколиш па да се уклучиш и тука веќе имаше луѓе. Ние стигаме овде околу 5:35, 5:40 можеби, пошто беше кажано дека у 5 сат ќе се отворат врата. Шо има од Early Access, ти ми кажа дека имаш земено Early Access. Ја имав купено Fast Track и Early Access и со Early Access пишуваше дека можеш да си влезеш, дека ќе има Fast Lane и дека у смисла, у принцип, тоа ти е као влезница која што ти гарантира дека за 22 евра ти можеш да си ги избегнеш гужвите, баш и тоа што сакам, едно на овие години, едно 40 степени е надвор, со девојка ми сум, не сакам да севам, да сум 25 години и да сме 5 мужи, брат, и чкурне ме боли, гинам, ме разбираш, скрпа на мене и гајле ми. Не сум више таму, не го сакам тоа, сум го правил, пројдено ми е, 22 евра ми се, пичкин дим за такво нешто, го купувам, I'm copying that shit 5 times over, брат. Така се осеќам и така се осетив ја дека чекав огушвата, брат. Се викам стар сум за ово пичко матер. Брат, немам време за ова. Немам време за ова. И значи се дешава, се станови, сваќаме дека уствари има многу гужва. И гужва да беше некако чудна. Луѓе веќе си имаа као поштеност и си имаа наместено као една редица по оградата на целиот ова. И од едната и од другата страна. Никаде не пишува што е гејтот, насекаде е истата една ограда. И сваќаме дека единственото место каде што ќе може од ментежи да се извади оградата е буквално оваа дупка. Таа дупка не беше поише од оградата дупка зборам. Просторот не беше поише од 15, не знам, не е 15 е многу, 10 метри мислам дека беше широко, Свикам лудо е,
Ако као не се отворени више вративе, као 5:40, зашо не? Збориме со луѓе, тука има италијани, и тоа што сватив, имаше до нас грци, имаше италијани, имаше луѓе од Германија, и као правам муавет, и викам, абе, као, шо карти имате и дали имате fast track, викам, као, пробуjem да најдам. И ми вика другар, дојден сум викал 4. Имам вика прошетано сите гейтови. На сега да прашав, кај е fast track entry, викаат, не постои такво нешто. First and foremost, вика, тука сме и ние, вика, чекаме, вика, саат и пол више. Mind you, јас само што стигнав, брат. Добро, спремни со нас по 2 води, ме разбираш, И што сме четворица браво. луѓе, 8 води, брат. Пи, брат, ама тоа као иде вода, бе, брат, као прежешко е, ме разбираш. Сите околу тебе, брат, и почне гужвата само поише и поише расте. И тензијата расте. Тензија расте. Тензија. Имаше искрено неколку моменти луѓе со онесвестија, emergency. Лоши луѓе го злоупотребуваат тоа. Некој ќе легне во нечиви раце, emergency, ќе застане напред. Childish shit, али all in the game, ме разбираш, го разбирам. Добро. Брат, доаѓа 7 саат, врати уште не се отворени, више тука многу голема нервоза расте. Ја не знам ти кога си застанал на пошто ова е прв пат инаку ја и Дарко што збориме за концертов. Али кога доаѓа 7 се уште нема ни абер нема за отварање, брат. Во 7. Не бе отворено. Дознавме дека од другата страна, ние бевме на страната на автопатот. На автопатот. Таму беше едната, имаше од лево, десно и имаше од спортивната, од као 4 страни имаше. Свативме дека и по слики италијани, знаеш што има направено исто така поштен, брат. Си има направено некоја, не знам каде си имаат најдено, ама е 2026 Италија си пишуваш. WhatsApp група со преку 1000 и кусур луѓе, брат. Луѓе што се познаваат, луѓе што не се познаваат, им го видов чатот, брат, ми го покажа, мислам човеков вака го гледав. Си праќаа слики и апдейтс, real life updates од кај се, што се, кој влего. И видовме дека луѓе, баш он ми кажа, вика, луѓе вика што имаат бронз, веќе вика имаат влезено од другата страна. Свативме дека веќе ќе треба да ги отворат конечно вратите. Брат, 8:00 отварање тек врати. 8:00. Ние бевме таму од 5:35. Како бе 8 отворија врати? 8 отворија врати, брат. Ние кај што бев? У 8. Не знаеш, само моментот кога ги отворија вратите, сваќам дека security има 0, брат. Не знам како да ти објаснам. Има една не може будала. да прават security кога Има една будала, брат. Го знаеш она видео на оној британец? да. Што не проверува ништо. Добро, така и мене ме проверија. Само ако имаш камера на врат, ти викаат да ја фрлиш, друго као окей, кар тикет, пола луѓе влегува без да покажат тикет, многу беше чудно. И си викам окей, добро, ај викам сега да ги најдеме секциите. Чекај. Добро влеговте, значи викаш дека во 8 од кога отворија врати за 30 на минути влегов. А бевме на 5 метри од вратана. Значи бевме овде, ефтен си имавме, пошто ние кога дојдовме, редица да ти викам беше од едната страна и од другата страна. Ние застанавме тука, брат, се створи гужвата буквално пред самиот гейт. Ние застанавме онака, си викаме чекаме тука има луѓе, зашо викам седат овие од околу, пошто не видовме. Вие македонската ја направивте, Македонската ја направивме и бојаш што балканската. Пошто ќе си отидев, искрено ти кажам, ако пред да почне концертот не сум влезан таму, брат, не знам. немаше да се дозволи. Немаше да се деси, ама пред измртване, брат, веќе 7-3,5 сати, ме разбираш. Као со девојка ми сум и се лоши, брат, жешко е 45 степени, брат. Таму сонцето директно може. Директно мава, брат, нема ништо, брат, имаш само бетон околу тебе, брат, нема ништо друго. Хаос. Влеговме и си викам, окей, можеме да дишиме. Морам да го кажам, влагам и си викам, добро, окей, да земеме пијачки води, немаме, брат, јас сум исушен тука, виш. Мора да се хидрираме, води, алкохол, не ќе да пијам, не ми се пие ништо. Видеме на единствениот таму шанк шо гледаме, хот дози се вртат на велико, брат, не знам што беше, единственото нешто за јадење беше хот дог, брат. Единственото нешто беше хот дог, брат. Глизи е да Kanye West концерт, брат. Ја храна не видов, брат. Брат, имаше хот дози и тоа Вендис, брат. Вендис, брат, хот дози, оние огромни, не ти текне. Кутинек што има 55 денари во кај шабоин, брат. Вадење тоа на скарица, так, мастард, кетчап, нео. Не бе, дали ти нормален, брат. Не јадам глизи на Kanye West концертот, усред Тирана, па што сака нека е, брат. I'll starve myself to death, Guantanamo Bay, брат. Нема, од уста нема ми отвориш. Алкохол не ти пијам, брат. Фул халал идам, брат. Бегај таму, ајде да ти имам. Идеме на братчето и му викам, бос, викам, 4 waters. Вака ме гледа. Ми вика, земи си, услужи си. Шо збориш?
Врагање, викам to pay. Pay at the front. Кој фронт бе, викам, друж? Вика, pay, there. Идење, брат, ти се верува дека шетав 2 минути, 3 минути, ко будала, брат, со водење да најдам кај да платам. Уствари, pay at the front, требало да отидам на другиот шанк да му платам на оној кеш. Honest to God си ги зедов 4 води, не ги платив, брат. Да, ти нормален си, братуше. Поштен ким глумиш таму, де. Викам, ова сум го заслужил, викам, ако ништо друго е на 4 сати чекање, викам, 4 води, викам, брат. Катастрофа. Од тој поглед, организацијски... Чекај, брат. Ја, лично, моје видување на полош организиран концерт не сум бил. Дујортен, кажи ми, ти кај беше... Брат, и Ангела ме прашува, ние влагаме, сега кажам причата, ме прашува и викам, бабе, добро, не беше толку лошо. И вика, добро бе, може биде полошо од ова. Викам, па имало искуство и полошо. Вика, па што може полошо да биде? Викам, па не знам сега моментов да ти кажам, а може биде многу полошо. А ние, значи вашето било многу полошо, брат, од нашето искуство. Језиво. Ние, брат, стигаме со кола на кај 5:30, проаѓаме кај автопатот, гледаме дека више има редица застанато покрај зидовите. Добро, ова е, тука сме. Паркинг да најдеме со колава са најблиску што може. Гледаме дека тука нема, тука е гужва, затворени се улиците, нели пишуваше. Идеме до тој надвечњакот, вртиме десно, гледам на мапата ја, викам ај десно, па пак десно влези, влегавме одма десно, наслаба една, брат, класика албанска наслаба кој шима и нас кој шима тетово кој шима. Значи онаква со тесни улички со затворени со кренати дидини, брат, по калиња што прават. Се заглавивме малце по тие улички, викам добро не тука, ајде пак десно, излегавме пак на автопатот кај стадионот. Пак десно и уствари гледаме дека има една поголема улица што иде паралелно со автопатот. Ама што е од внатрешната страна. Добро. Кај што е уствари овој другиот влез. Викам тука влеговме, одиме по таа улица, брат, таа улица кој ништо да не се дешава, кога да нема концерт. Најнормално, брат, си тера. Продавници си работат, луѓе си пијат кафе. Врв. Бербери си шишаат. Знаеш у некоја наслаба, брат, да си Just another day, брат. Ку ново лисиче, кој нешто такво. Easy. Нови некои згради, некои стари куки, една улица права, од страните еден плац нива, еден плац зграда, онака гледаш дека се гради уште. Идеме, викаме да ставиме тука колава на паркинг на улица, гледам дека има паркирано коле, ако треба да се плати нешто. Возиме, брат, гледаме од лева страна паркинг платен. Само онаков плац. Да. Приватен. Влагај овде и тоа е тоа. Влагаме, тоа ја крие цената, имаше таму некои цени и кога ја крие, вика влезете, влагаме, викам колку сме спремни да платиме. Не знам колку може да биде, викам максимум 50 евра да платиме, Океј, го прашуваме тој колку она и нешто така 5 она. Добро. И Сашка ми вика, 5 евра, вика овој. Викам, како 5 евра, нема шанси 5 евра да е. Да не е 50. Друга ревети 10 брека. Да не е 50. Викам 100% е 50, не се разбирате. Вика 5 ми вика. Колку она и му дава, не знам, 10 и овој трга да и враќат 5 и бос. Брат, 5 евра? Изи. На 15 минути пешки од Eagle Stadium? Поштам, брат. Пропуштена прилика за братот да заработи пари. Реално. Ти го кажав искуството на кој на Сани Хил, нели ја касно стигнав. Секаде беше 15, 20, близко стадионот, значи да речеме иста. Као идеше по улица на се поскап становеше паркингот, да. Ова беше многу близко, брат. Топ. Поблиску мислам дека не ни можеше да најдеме место, требаше да ставиме у нива или на улица. Врв. А и таа опција после видовме дека е валидна. Излегавме од паркинг, брат, се представлекавме се, едно кафенце тука и кафич исто. Нешто џабе, брат, нешто 5 кафиња и 5 води, не знам како. 5-6 евра, да. 360 леке. Да, исто му остави на тој бакши шо она, плаќаш евра, ти враќаат у леки. Не ни знаеш, брат, колку е шо они по нека нивна математика го прават. 100 и нешто е, као 1 евро е 100 треба да е, 105, така нешто е. Да. Нема везе, all good. Топ искуство, сега за сега, брат, топ. Викам, ова многу лесно ќе биде, брат. Да, реално. Сте прошле, топ. Гледаме на кој влез треба да влеземе со бронзени карти. Добро. На сите пишеш. Не беше на сите со бронзени. На тие два, на South East, најверојатно беше и North East. На тие двата што беа као од страната на градот што беше. Значи од нашава страна кога се паркиравме и првиот влез од автопатот. Може и ние го имаме заради тоа и за да накурат.
Вали. Нема врска вие што секако не биле отворени картите, така, не биле отворени вратите, така. Вратите не беа отворени, да. Тргаме, идеме брат, фрешно нака, скроз топ, топ, најдете вакво еде го влезот. Така е, идеме и тука полека како стигаш до ваквото, почнува да се прави некоја толпа. И во еден момент стигаме на едно уличка од двете страни заградена со огради, со некои фирми, некои такви ствари. И тука више почнува, тука више имаше нака толпа, долга едно 100-200 метри, со едно вака сигурно 20-30 луѓе у редица. Значи, како една улица, рачуне, Да, целата полна и едно 100 метри. Ама gates open и веќе влагаат луѓе? Не гледаме гейт, ништо не гледаме ние, само гледаме дека тука е редицата. Ама малце по малце движи. Тука сме, тоа е тоа. Си застануваш и идеш, цупкаш напред. Малце буткање, малце некој се бута преку ред, потење дека сонцето директно у нас маваше. Чекаме, на момент ќе застане скроз, на момент ќе се пушти одеднаш, ќе се ослободат онака 5-6 метри ќе идеш напред. Али битно движиме, брат. Во 7 саат, значи во 6 се паркиравме, во 7 саат застанавме во таа толпата, во 8 и 5 минути влеговме. Лудница. Што беше фер. Шо збориш бе, друже, ние влеговме у 9 саат, мислам дека на низ гейт. Као такво нешто беше. Не било толку касно, сигурно дека 9:15 почна кања, ама да. Негој 20 на 30 на минути пред тоа, да. Не поише од тоа. Влегов исто така без никаква контрола на, ама не носевме ништо, брат, ништо немав, само телефони и пари. Не бе. Влагаме добро, тука сме. Ај прво веце и по една пијачка, зијаме пиво, вода, нешто така, рандом. Добро, седиме малце 10 минути нека се сталожиме, сега тука го правиме муаветов. Што може да биде полошо од тоа? Викаме, може да биде полошо, не знам што може, ама уште не гледаме дека нема зони и такви работи. Кулираме тука, викаме, влагаат луѓе, више се ствара некоја атмосфера, као ја гледаме планетата. Тука е, добро е, тука сме и ајде идеме да видиме кај да стоиме. Тука почнува причата. Lo and behold, брат. Скем артист. Што може да биде полошо организирано, едно по едно се остваруваат работите. Да, брат. Ко прво, заради тоа го купуваш срањето, брат, као сваќаме дека е као качена платформа. Golden можеби беше блиску вратот, вака си викам окей. Silver ти сакаше да купиш прво за седење, тако не се лажам, кога зборевме најпрвиот пат. Најклин, брат. Најклин. Да не се плашам, местото дале ми го нема. Најклин ако идеш во арена кој што бев ја на Дрейк. На Eagle Stadium што е најклин, брат? Како? Појма немам, брат. Не знам, искрено немам појма, али у принцип знаеш како ќе идеш сам, ќе ти стои како некој ќе биде тука, ќе каже бе, како седи дечко ми овде, ме разбираш, брат ми седи овде, како ме сваќаш да сакаш да кажеш кога седнеш погоре или подоле ќе така. И сега брат купуваме и си викам окей. Точно не изборевме, кога те прашав само какви карти купи, ми каже бронз. Веќе размислував за бронз, цената одговараше окей. Регулар викам много окей, викам знам дека има концентрични кругови доле, викам као окей, гаражирам, као за брикадиране ќе сме викам топ. Бронз добро ми изгледа, ако добра опција ми изгледаш. Best of all worlds, таман у посебен сегментиран дел сум. Да. Најдалеку сум што можам од трите тир за не треба вратот да ми е вагов цело време, топ ќе уживам, брат. Си викам супер коп, так. Идење таму, брат. Хаос. Прво, ја знаеш што правев. Значи, прво нешто буквално да си го најдеме место. И гледаме луѓе. Ние кога влеговме се уште и не ни беше толку многу доле пун делот. Спишувам со луѓе, зборам со и со. Ја немав мрежа, брат. Ја пишав само со тебе и со брат ми, ама не стигаше ништо и брат, шароу телеком роуминг, брат. Ја не се приклучив вако. Ја имав цело време интернет, цело време. И кога си пишуваме, гледам хаос се дешаваат, маната не можат да влезат, каснат. Маната, например, имаш уште толку по-хелиш искуство од мен. Тој валјда гейт од
од страната на хајуејот беше гледа убедливо најлошиот. И најголема гужва таму се собра дека не знам кај носел шатл басот, ама најверојатно таму некаде. Не, таму. И толпата шатл басот носи 2 минути беше од вако и целата толпа од таму влагаше. Ваму кај што влеговме ние на 500 метри од стадионот кога немаше концерт, брат. Ето. Не знам што да кажам. Влагаме внатре, ти викам, пиеме што пиеме и си викам ај место да си го најдем истата ситуација. И влагави сега, нели ја чекам, као окей, знам кај е регулар, гледам местово изгледа топ, искрено, вака правиме муабет. Надвор, све што беше вон, нели, зоната за кај што се бидува концертот, тоа беше земја оставено кој што било. Али делот циментиран, направен што и да беше тоа, направен израмнет убаво, кренати добри изгледа. Искрено, ко за монтаж не изгледаше све многу пропер. Се гледаше дека има места светлишки позиции на секаде, се гледа дека е направено по спецификациите кање што ги има даено или ги има побарано. Си викам окей, топ, добро. Сега викам следно е си го најдеме местото бронз, така. Гледам еден круг, гледам втор круг, не гледам трет. Али си викам окей, третиот викам Апла можеби го имаат стаено, викам до вакво секој никој не може да му направи човеков качена платформа. Да. Висока како 10 метра. Може викам голден, викам Апла, викам доле, викам да може викам да си кање, као, викам да ти рокне, викам плукне нешто викам као не знам што да кажам брат, тука ептен. Идам на тој братчето и му викам као голден, му викам као силвер. А уствари не е дека има некоја патека ти што треба да ја следиш. Не, друже, викам ти искачаш од ако си силвер или голден, ако си голден уствари треба да влезеш у силвер, па треба да влезеш у регулар, бронз, па у регулар, па да идеш до ВЦ, ме разбираш, нема начин као да straight line. Нема, не знам дали и на други концерти има, ама и не знам како организирано вака со кругови, дека како му покажуваш ти на обезбедувањето, му покажуваш картата, PDF картата, дека потоа сите може да влеземе, така. Една бронзена карта ти треба и сите треба да односно една силвер у моментов сите може да влезат, така не ми го знае името и не знае кој влага со таа карта и му ја покажам карта и пише бронз тиер, му покажам и вика, no, this is bronze. This is silver. This is вика silver, вика кај што пробуваш да влезеш. Вако гледам, шо? Кај викам бронз? Овде. И сега викам да ми кажеш, викам дека мојата викам поти 4 сати, викам чекање, викам. Викам бронзот, така? Пошто викам си истурка, викам за да дојдам овде, викам за да застанам, викам најблиску до силверот што можам, за јас викам да се чувствувам дека сум у бронз. Ретардирано. И попиздев малце, ама окей, сватив дека многу луѓе, ако ништо друго, благодарен сум дека кај нас не беше гъс. Не беше гужва, човек за човек, не беше гужва. Не беше. И беше многу пријатно и окей ми беше и после тоа го занемарив. Но Scam Artist 101 брат, продавање карти, колку беше разликата помеѓу регулари? Еве да речеме околу 50 евра треба да е. Брат, тоа е ретардирано. 50 евра, може и повеќе. Тоа е ретардирано брат. Значи 177 евра со 120 евра е као crazy. Па ете, значи 57 евра. Не знам, така го кажав, ама така е, така некако да. Не се сеќавам колку беа регулар, не ни видов, ама тоа е нормално брат. Брат, тоа збориме 50 евра ми беше смешно што го платив. Така, разбираш, значи сериозна организација кога направи тоа ти дава 50 евра кредит, ти дава 50 евра попуст за следната карта, ти дава ваучер, ти дава не знам што, така. Го немаме таа зона или ти дава опција да влезеш у силвер. Ама така па силвер ќе го заебеш, така. Силвер ќе го заебеш. И сватив, луѓе ми пишуваат. Тоа е моментот, збориме за организација, збориме за такви работи. Не можеш да платиш со картичка, брат. Плаќаш у евра, ти враќа онку сака ти врати. Така. Значи ние нарачавме 5 пива, 5 води, еден energy drink, 34 евра беше така нешто. Golden Eagle? Не. Dragon Heart. 34 евра беше, што беше да речеме релативно скапичко, му давам 50 евра, ми враќа 1000 леки. А сега ги знам од прилика колку се. Сами значи 6 евра. Да, 6 евра ме крати, му викам као малце ова. И нешто ми збори бара по таа парите е онаква кутија од пијачки, онаква картонска. Шубокс. Буквално брат, као гајба од 6 пијачки брат. И поричка по тоа, викам добра е девојче на вода да не се објаснуваме сега. Глупости брат. Страшно. Глупости, организација
Аца ми вика што може да биде полошо, се што се Е, се што се случуваше понатаму, се што последователно, слушаме, да. Што слушаме од други страни, се ти покажува дека може да биде и ова не е добро, и ова не е добро, и ова не е добро, и ова не е добро. Не можеш кеш онли да ти е, брат. Не можеш кај што знаеш дека публиката 60% од публиката ти е од страна доена. Ама он прима евра, данок никде не плаќа, ти враќа леки колку сака. Ако значи рачуне мене чим тоа ми го направил, колку може да излаже странци. Така. Да, бе, дефинитивно. Од друга страна, на вакви настани, многу малци пијалоци се продаваат. Дека многу кратко трае настанот, многу луѓе не се ни доени да се напијат. Ќе Дефинитивно. земеш 1, 2, 3 и тоа е тоа. Апсолутно. Така да за цената до некаде ги разбирам. А за можноста за плаќање со картичка, односно неможност, враќање пари леки, немање некои одредени цени, баш онака од око ти ги враќаше. Јеби га, брат, тоа Проблем. такви скемови има добри. У диското отидеш и у кафич секде може Кај да скемне. застанавте вие? Ние влеговме ние устори сме стоеле, брат, позади, значи од другата страна кај што сте биле вие. Од нашата страна пука огнометите позади. Аха, готово. Ние не го видовме бендот, не видовме ништо тоа, не знаевме дека постои, не видовме таа Бенд. па оној Траутман. Од клавија... Таа е- Немам појма кај беше тој. Ја после на видео видов дека ја е. видов, ја не го видов тоа. Таа траката кај што влага он Тоа беше на десно од мене. десно од тебе, значи јас сум бил лево позади од тебе. Значи ти си бил спрот. Ја бев буквално као кај огнометите кај што пука, значи ја бев на таа Ја бев страна. спротив нив. Ја го Кање гледав малце slightly to the left, као на лево од Кање бев и буквално ги гледав огнометите вака директно у мене беа. Значи ти си бил на другата страна од топката. Да. Вие сте влегле од другата страна. Од другата страна влеговме и тука си застанавме. Нормално бе, брат, ама тоа ти е природно. Зашто ќе вртам од другата страна скроз кидам? Немам потреба, брат, пошто веќе и тој терен ми е највише си го знам и знам као најбрзо да искочам, брат, пошто и на тоа размислувам, брат, после ќе се деси хаос. 50 бона луѓе ќе сакаат да искочат у истиот момент, брат. Знам дека веќе тој гејт е најбизи и реално беше бизи, брат, пошто шатл босовите беа таму. И као си викам, окей, лоша организација, брат. Лошо организиран концерт, многу убер лош, искрено еден од најлошите што кои што сум бил. Да, дефинитивно. Али ајде веќе да збориме за музика, Да. ајде да збориме за Моментот е тој, нема бронзена зона, иако наше друштво имавме платено карти да бидеме у бронзена зона. Ја не се изнервирав уопште, викам зајави брат само да го видиме човекот и тоа е тоа. Да бевме у бронзена зона ќе беше многу полесно да се најдеме сите. Ја дури тоа како замислете како си во едната зона што е Брат, не можам да ти испуштам. значи само еден круг вртиш и Концентричните кругови беа по 3 по буквално по 6, 7, 8 метри. Да. 10 метри нека биде, да. 10 метри беа. Не можам да те еден промашам. круг ако свртиш ги гледаш сите Нема што имаат шанси, бронзена да, карта. а вака да треба да кружам околу цела арена да те Да. најдам, непоимливо ми е тоа, брат. Пошто фики беа. Веки ти, као ја имав луѓе со кои што можам да си застанам и да си прој. Ја бев со Сара, али тоа сам да направиме еден поубав Така круг. мислев дека ќе направиме Поише- искрено. 5 пати поубаво ќе беше. На крајот се најдовме со маната еден до друг стоев. Добро. Стефан беше тука од Штип, нашиот дизајнер што ги правеше дизајните. Значи као се најдов со луѓе, имаше премногу луѓе што ги знаеме, али ти викам, од тоа баш бронзот беше за буквално да влезеш. Димитар рипна на крајот, после рипна и у Силвер, брат. Знаеш што се дешаваше кај нас? Ние дека бевме на самите огради, брат. Луѓе рипаа ако да нема утре, брат. Добро бе. Силверот беше празен, дури и боле што отидоа напред. Барем тоа да се напуни таму. Димитар скокна преку оградата. Ми вика, абе кидам, вика, таму боле. Викам и Да бе, да. мене тука ми беше окей, ја апла бев на оградата со вакво. Јас- Многу убав поглед. Јас не бев, ние бевме едно 10 метри позади оградата, лабаво крugче околу нас, немаше гужва. Се си беше окей. Ајде, да почнеме. Да почнеме да збориме за звукот, да збориме за шоуто, да збориме за Ајде. 50 минути збориме, нямаме ништо кажано за се ова за битно, Кање. брат. Али да, имено ти викам, застануваме си го фаќаме местото и почнуваат тие оргулите или што и да беше тоа што свиреше братот. Тресеше многу. Многу тресеше, многу таков базинг, таков ири саунд беше и као сваќаме дека веќе доаѓа. Нормално ти не можеш да го видиш дека он пешки доаѓа кон ваго, пошто ја искрено знаеш што веќе колку знам дека е едното исто. Никола на пример, од Штип цела екипа, они беа и у Истанбул и дојдоа и у Тирана да гледаат.
Они веќе знае што и како и они веќе се малце по versed и го знаат и сето кој што ќе го прави што и како едно друго. Ја на пример на вакви моменти искрено се оставам да си бидам изненаден. Колку сум поглуп пред, толку поубаво ми е на самиот концерт. Не ќам да знам, не ме интересира. Си го оставам да бидам изненаден. Не ќам да си го земам тој елемент што го има. Ме разбираш, сагам да видам што ќе направи. И ништо не читав. Значи ништо, нит проверив која сет листа, имаме зборено за Истанбул, немам уопште не ми ни влага кој што тоа ќе памтам некои работи, за сега ја кога ќе треба да го искусам тоа, да ми влија или да го очекувам. Отидов со нула. Доаѓа и си викам окей, Сарам ме гледа и ми вика како осеќаш ли како се дешава, Игор Јадровски му беше шарал до братче. Осеќаш Шарал ли Джейро. Значи вика осеќаш ли како се дешава, тоа ми го кажеш, си викам го гледаме човек го фискачаме, разбираш, луѓето таму више почнуваат да се дерат од тие трибините, кога они го гледаат пешки како се движи. Се качува и еве го. Бум, горе. Толку брат. Instantly од све што мрчев, све што ми беше проблем, у тој момент толку ми гасне све. Ми се исклучува и више сум мотна Kanye West Life. Еве го. Еве го човекот, го гледаме човекот пред нас, не ни се верува. Го гледаме, као тоа е. Имаме многу поиш пати зборено, ама не знам, топ 5 ми е мене, брат. Топ 3. Топ 2. Така? И не е 2. Не. Еден или два наизменич, ама се моментов е 2, да. Да, ама тоа само да ти кажам дека као убедливо најголемиот хип-хоп артист на може сите времења кој што им на нашава генерација дефинитивно. Нашава генерација, и ако си објективен и ако си постар од нас, ако сватиш што се има направено и кои све моменти ги има направено и у 2000-тите кога го има направено све тоа. И песни ме го покажаа тоа, брат. Многу е јако да се слуша лајв, брат. Многу е јако да се слуша целото тоа лајв. Знам дека озвучувањето беше лошо. Ја мислам дека малце боле беше кај нас, дека ние имавме. Мене беше добро, не беше лошо. Ние имавме звучници одма позади. Значи ти имаш звучник од Gold Circle што мава кон тебе и имаш позади што маваат од тебе и кога буквално се на еден момент се осеќаш и ко сараунда си. Добро беше, не беше уопште лошо. Кај мене беше супер звукот, брат, не можам да се пожалам. Многу луѓе се пожалија дека многу грчело имало моменти и сваќам дека имаше на еден момент од пола, не знам од тоа точно од која песна, али од као пола концерт натака малце се подобри целиот саунд. Општо како звучеше он, реално миксинг инженерот на некои моменти он се давеше со инструменталка да не се слушаш што рапува, многу беа бизи, многу беа. Тоа е секој Kanye, брат, тоа е се на Kanye страна. Ама мислам дека тоа е дел од естетиката уствари он која што е дава. Да. Морам да го пофалам, мислам дека ќе е многу постатичен. Мене сценскиот настап не знаев што да очекувам. Ајде да збориме едно по едно. Добро е сценски настап. Добро? Мислиш дека ќе биде постатичен? Мислев дека ќе биде постатичен. Ми изненади дека имаше реакција, интеракција со луѓе. Интеракција, што интеракција имаш? Мафташе ракава на кај Абе, не нас. заебавај, брат. Тебе ти изненадил што си очекувал, брат, дека стои само место и ќе гледа земја? Жими се. Не заебавај, брат, ова што направи беше бер минимум онака. Бер минимум. За артист кој што треба да настапува, ова е бер минимум. Али многу е малмена критика работава, ама дека така сакаше да тераме Не. Со сценскиот настап, значи сасвим окей. Ја ти кажам дека моите очекувања беа нула. Ја не знаев што да очекувам. Од самиот факт дека го слушав како ги рапува и како ги пее песните, што имаше дел од песните ги рапуваше, брат. Се гледаше, имаше голем дел што беа и плейбек и вртеше. Се беше плейбек. Се беше плейбек. На многу места има фичер што нормално не треба он да ги рапува, на многу места оставаше да тече тоа така. Брат, сценскиот настап на Kanye беше на најслабите страни на целово шоу. После организацијата можеби апсолутно и најслаб. Апсолутно. Али само да ти кажам дека ако ништо друго, барем го имав, кај што не седи само на средина и вако, пошто и тоа се има дешавано, овде знаев дека ги настапува колку толку иде, врти, трча, ау, мау и самиот факт. Кај трча стои уместо, брат, кругот Top of the World е колку помало од собава, брат. Кај трча? Не трча туку само се врти таму, па се врти таму, па се врти тука. Не дека он трча нешто прави. Муабетот ми е дека пак беше дел од поврзано и со се, ја знам, визуализациите. Убедливо. Број 1, number 1, ја такво нешто немам видено искрено. Немаме видено и нема ни да видиме, брат. Тоа е најдобро нешто што може да видиме. Се гледа дека уствари можеби the main focus било таму. Точно. Main focus, значи тие луѓе кои што у позадина работат со него, претпоставувам дека и тие се биле задолжени за се во ова. Ја такви light shows, ја такви ласери,
такви проекции немам видено. Од самиот факт и од технички аспект дека сум нерд и ме интересираат такви ствари, сето тоа, оние големине кули кои што проектираат кон вакво. Не знам дали го фати, ама на почетокот, кога влеговме ние, беше сегментирана цела вакво и се гледаше со бројки беа означени кој е поле, кој е поле што е. И фатив дека уствари кулите од на сите 4 страни што се вакво, тие се уствари тие што проектираат кон самото вакво и дека тие се вакво. Тие се главните 4. Тоа е брат, тоа е нешто што не може да сите ласери, сите тие light show што ги направи, значи ласерите што идеа од куполата нагоре. Сите од тие другите кули што го направија тоа вештачкото небо брат, она што имаш crazy ass shit, ја такво нешто немам видено во свет. Да. Плюс исто така со огнометите беше топ, добри моменти, баш управи моменти ги пушти на јаки мести. Добро. Се знаеше светлата on point. Кога ќе настапува нешто од старите албуми, кога ќе настапува нешто од College Dropout, од Late Registration, од старите албуми. Се знае сето е плаво, свети и вакво. Ако настапува Blood on the Leaves, идеме свет црвено, мрачно. И Албанија брат. И мене ми се свиѓа моментот дека беше настапот, мене лично ми беше добро сегментиран. Ми беше направено блокови. Чекај. Идеме, уште малце треба да збориме за пред да се префрлиме на сет листата. Мојата критика. Доста мрзливо за мене. The bare minimum го направи. Со настапот, да. Со настапот. Не ми звучеше доволно стегнат на многу места. Многу места оставаше на многу делови од песните оставаше така да тера. И ако збориме дека планетава и светлото и сите ефекти и сите проекции на неа се top of the top, се нешто најдобро што имаме видено живо и што најверојатно ќе видиме уште долго време. Другата критиката за тоа, гледано од другата страна, е тоа што после некој време станува досадно. Дека ти устори гледаш само у една точка, гледаш само у него, он е само горе, ја гледаш планетата. Ништо друго не се случува, не се појавува друг човек, не се тргано таму и се оставено само на него и на визуализациите. 2 сати гледање тоа за мене беше малце досадно. Те сваќам и ја посебно на некои песни кои што ми беа чудни избори у сет листата, исто така се осеќав, буквално тоа ми беше колку cooldown. Земам вода, ќе се напијам. Кање можеше многу боле да настапи, не знам како настапува, го немам гледано претходно, али ако го споредуваме со сите топ тир артисти, мислам дека не беше доволно добар неговиот дел од лайв шоуто. Неговото рапување, неговата енергија. Мислам дека тоа е општа критика брат као за него, ја искрено тоа ти викам, сум изненаден дека уопште барем се трудеше и не дека му го зијам тоа, фала ти, као не. Тоа you have to do your job и тоа ти е работа ти да не се трудеше ништо брат. Јас прв пат осетив од него енергија кога се изнервира, кога ја вратија Famous. Сам се изнервира. Вика врати од почеток, тоаш прв пат кажа нешто. Тоа беше првата интеракција. Врати од почеток, сакам да слушам како погласно го пеат. Да. Морам да кажам нешто брат. Требаше да кажам претходно, не бев трезен. Бев многу трезен. За разлика од например кај Дрейк, знаеш кога бев пијан, ти праќав звучни пораки. Таму бев пијан брат, таму што и да правеше Дрейк ми беше топ. Реално. А овде бев фул трезен и многу покритички и построго го гледам и го оценувам, сега го критикувам. Тоа. Само во шоу ме сваќаш, не да знаеш кога се напиеш брат, гајле ми е топ, ги знам сите песни и тоа е тоа. Ова го гледам од малце поинаква перспектива, знаеш дека ретко сум Rightfully so. Rightfully so. Трезен на вакви ствари. Rightfully so. За тоа изборам онака малце по-детално за овие работи, дека даваме некој осврт за концертот, знаеш. Можеме да глезаме и као најболе, да, си поминавме најболе. Врв. Али имаше ствари што може да ги искритикуваме или да даеме наше мислење како можеше да биде боле. Не дека јас знам да го направам боле, но го ставаме на највисоко можно ниво. Дефинитивно. Може би знам да направам боле некој избор у сет листата и начин како да се спојат песните, ама тоа ќе збориме за тоа. Тоа да. Значи вака, еве, стигнавме до таму. Light шоуто перфектно, искрено, да. милион out of 10. Ја таму немам ниту една забелешка. Ништо.
бои, избор на бои и начинот на кој што функционираш онаков чуден да видиш со оние ласерини нагоре со спирали. Да, едно време рачуне бев трезен, викам од горе да не пуштаат нешто овие, од некој дрон да не ги одбиваат, да не ги пуштаат да работиш. Ја кажав на Сара онака се дешава овој и викам пред 100 години ова на човек да му го даеше. Да. Овде сите 60.000 ќе почнеме да се клањаме. Да, буквално. Заради тоа луѓе веруваат у богови, ме разбираш, ќе еднаш вакво нешто ќе искусат од некој манијак што е пред времето и ќе почнат да се клањаат. И сваќам, ме разбираш, тоа е диети, онака кој да е зборот за тоа на македонски, диети, брат, онака ти гледа како суштество некое божествено. Тоа е, значи до тој степен беше као out of the fucking world, кај што ти креира artificial облаци, брат, со ласериви што ги прави со смоук машините, како crazy беше, многу беше јако. Па ти од кај нас иде, тие тоа дим машината од кај нас идеше. Дим машината беше там улево, значи там, еве, сваќам више кај сте били. И сакам да ти кажам, од тој аспект беше многу јако. Значи најчесто гледам, слушаш со уши, уживаш едно друго, овој пат поише беше со очи него или било што друго. И тоа ми е сасвим окей. Да. Тоа ми е сасвим окей. Брат, фактот, значи сценски настап, мислам сцената све изгледаше топ и самиот факт и тоа со Planet on Top of the World и све тоа, целиот тој концепт многу јако. Многу јако, дека и самата топка врати, значи everywhere, иде на секаде буквално, значи има многу јака символизација дека на крајот на денот, брат, ако погледнеш од технички аспект, сите сме on top of the world, пошто седиме на земјината кора и као он тоа што го правиш и ти, ме разбираш? И има некој таков момент, сега ако одлабиме таму и ако го дрвиме, може да се задржиме многу, али концептуално мене многу ми се свиеше целиот тој момент. Сценскиот настап, ти викам, окей ми беше за кање, али за од поглед на тоа што очекувам од еден артист, на негово ниво, уопште. Знаејќи го каква петарда и каква будала е, среќен сум уопште што се појави гори и го настапи. Тоа е тоа. Али од аспект на стандардите кои што треба да ги имаме за такви артисти од највисокиот ешалон, апсолутно не. Ова беше не е ни да бер минимум. Не сакам да кажам да бер минимум го направи со движењето на сцената. Знаеме дека сака да е малце помистериозно, да е малце потака темно и се тоа. Не требам премногу да збори, не очекувам се он да анимира публиката кој што правеше Big Daddy Kane, кој беше туку епицентар, што ми е па пример за најдобро MC шоу. Не го очекувам тоа од Кања никако. Него едноставно беше муабетот. Тоа е скил сам по себе. Доаѓа ги настапува најголемите хитови, своите делови ги рапува доволно добро врз веќе постоечките песни, не беа инструментали. Да. И на моменти е оф, на моменти е он окей. Значи нема до толку да навлагаме у тоа, на крајот денот и тоа е стил и тоа е негова идеја како и зашто сака да го направи тоа. Не се љутам на тоа. Него сакам да кажам дека треба дека ако го оценуваме вака како звучно, ако не го гледаш, само го слушаш, на моменти беше доста оф и не да е нешто многу енергија. Првиот пат осетив дека он е таму и дека он е присутен тука на истово шоу као нас, кога го кажа тоа на Famous. Да. Врати. Пушти од почеток сакам да пеат. Да ги слушнам погласно да пеат. Да. И дае шанса онака. Окей, знаеме дека сме тука заедно, сме на истово. Ајде, идеме сега, ќе ти даеме ние малце поише реално да. Поише енергија, дека до тој момент се водеше врз изборот на песните, самата големина и јачина на песните. Што според мене самиот старт е ненормално силен, јак, моќен. Ја отварам сет листата. Еве, имаш? Ја отварам сега. Значи како отвори и знаеш што, ама и тоа е, брат, околу сето тоа. Сваќаш ствари колку е голем човеков и колку има да може да го прави ова као човеков можеше да настапи уште со 30 плюс песни и да биде сасвим окей. Имаше уште толку, имаше неколку песни кои што мене на пример лично ми беа филери, пошто не сум најголемиот фан на албумите Донда, не сум на Були, например, иако тие песни што ги настапи ги знам. Не сум ги слушал толку многу активно, али сам да ти кажам дека имаш уште едно десетина песни кои што, например, јас сакав да ги чујам од него. Добра, ајде да поминеме прво да видиме што... Да, идем. Ајде, кажи, као отвори. Отвори со King, тоа е песна од Були. Јоп.
И тоа не се сеќавам дали ја настапуваш он или само тоа беше само се повторува King. Само не, мислам дека првиот вирус може го дропна, али толку многу брзо заврши. Брзо заврши, беше добро што заврши брзо. Father Stretch My Hands 1, извинете. Тоа е тоа. Can't Tell Me Nothing. Boys in Paris. Брат. Boys in Tirana. Boys in Tirana. Значи, ова се првите 4 песни и пета е онака рока Mercy. Значи, тој блок, тој посебно онакав, као тие енергијата, реално у тој период, барем на мојата страна, стварно беше многу јако. Не, тоа е тоа. Значи, тоа се најголемите хитови. Father Stretch My Hands. Знаеме како стана популарна, една од најголемите, ако не најголемата песна од The Life of Pablo. Yep. Го знаеме ефектот посебно на вакви големи настани, големи фестивали, дури ние сме пуштале на такви журки, секад има таква енергија. Can't Tell Me Nothing од почетокот, знаеш, тоа е тоа, брат. Тоа е тоа. Самиот влез на песната е таква, тематиката е таква, више се поставува темпото дека он кажува дека I'm still the king, Kanye е тука сме, газиме. Парис супер, брат, тоа е кажува, тоа. така се вика песна да брат. Добро, нема везе сега, брат. Niggas in Paris. Boys in Tirana. Boys in Tirana, да. Али, овде, например, беше тоа као тукасо. Позитивно ми изненади дека Jay-Z онака госте искрос. Госте искрос. Го рапуваше нешто врз него збореше, ама не очекувам дека ќе рапува Jay-Z. Реално да не ме сватите само погрешно, ама ако не ми ова Kanye е позади целата песна и негов отпечатот се осеќа. Не ми ова Kanye бенгер. Не знам како да кажам, брат. Поише го осеќаш го Jay-Z бенгер? Не знам, го осеќам као универзален бенгер. Знаеш зашо универзален бенгер, ама ќе ти кажам и зашо го осеќаш, брат. Сите quotables у песната се Jay-Z. Сите. Значи сите тие што се вакво, сите се таму, сите тие one-lineri што ги знаеме. Добро, не има и Kanye, нели почетокот. Плюс и дека и продукцијата не е негова, ме разбираш, како Hit Boy. Знаеш дека не е на Kanye. Битот не е на Kanye, брат. Добро, нема вези, Mercy. Тука не знам чифе, ама Hudson Mohawk мислам дека е. Можна. Али као те разбирам зошто, али на пример после тоа исто така мене многу ми тука овој блок мене на почетокот као ми удри ко ништо друго, брат. Да, дефинитивно. Искрено. Дефинитивно. Значи од тука ја настапи Praise God, као имаше мал intermission, Praise God ја настапи и после тоа отиде у мрачното. Отвори со Black Skinhead. Димитар не знам. Како прво Mercy го настапуваше неговиот дел, што мене ми е омилен дел неговиот, па Ја чекам Two Chainz да почне. Па после Two Chainz, ја чекам Two Chainz да почне. Се изнервирам кога неговиот. Брат, тоа беше добро дека неговиот дел. па таму и бит свичот, брат, тој дел нај за луѓе, за кои што ја знаат Mercy, ама не ја знаат Mercy. Тоа е најзаборавливиот, дури не ни знаат дека тој стил, пошто реално песната трае 5 и кусур минути и кога тоа почнува, не знам, кон крајот, брат, на самата песна, мислам тоа е последниот дел, кога тоа е beat switch и после тоа Kanye и Two Chainz и толку заврше, али тој дел од Mercy мене ми е убедливо најдобриот. Исто. Од секогаш ми бил. И мене исто, ама плюс дека најмалку го имам слушано, тоа ми е како Ама го знаеш врсот, брат, бар for bar. Исто. Исто. Уште една работа. Кога почна концертот, устари пред да почне, свесно си реков, не снимам ја многу и ќе си ги снимам само најдобрите моменти. Не ќе да ги имам на најбесик моментите. И мислам дека тоа беше првиот момент што го снимав. Така? Беше Mercy делот на Kanye. Не се ни заебавам, ја не снимам фич. Ја имав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 видеа. И ја така нешто. И едно 15 на слики. Исто. Знаев дека брат ми ќе слика, знаев дека Сара ќе снима. Си реков, уживам. Исто. Не ми треба доен сум тука вакво, ми треба само една слика добра од човекот, го сликнав 20 пати, ја имам срце на тоа, таа ми е сликата што ми треба, that's all I need. Така е. Бев таму да уживам, брат. И искрено со селекцијава беше фаер, брат. Идеме надоле, брат. Од тука, од Praise God. Што, да отвориш таму? Чекајте, го пуштам на Viber. Кај си? Добро. И фактички од тука, мене тоа ќе ти кажам, мене многу ми беше
Кој линк сакаш да го пуштаме? Добро. Мене на пример, еве ќе си го кажам, сет листата ми беше одлична со неколку работи кои што не ми смета, ама се песни кои што на пример не ми значеа ништо. Али да, еве, конкретно стигнавме до Мрси, после тоа е Praise God со интрото кое беше вирално и по Reels, го знаат луѓето, битот влага многу добро, е топ. Black Skinhead, On Site, Тоа е тоа. Blood on the Leaves, овде влагаме Jesus. Да. И после тука имаше само еден пресврт. Мислев дека ќе тера уште, искрено, мислев дека ќе тера уште Jesus, пошто такво е, брат. Црвен блок е, не знам како ќе можеш да го внесеш или да се вратиш после тоа. Мислев дека Jesus ќе го испука као уедно. И не знаев колку ќе настапи. Али Black Skinhead, On Site, Blood on the Leaves тука и после тоа се префрли на Шарото Карневал. Гими. Значи, Песната на Гими за затварање уепи. така? Врв. Се топи тоа, Да. Good times, брат, ме подсети, сео ме подсети на многу. Доаѓа Карнивал и само Димитар ти викам, веќе имаше скокнато у Силвер. Карнивал скокал, Не, имаше скокнато пред тоа. И му викам, слушај ме сега. Не икаш да видиш дело тоа. Викам, дој си викам при баткото. И ти не си више толку млад. Нема шанса. Си реков дека ја више дека не влагам у мошпитови, брат. Не влагам у мошпитови, нема шанса. И сваќам што ќе биде, само го слушам. Go и само вака му на Димитар му викам доаѓа. И еве го, као он се повлече, еве го кругот. Праење. Тука кај нас. Али културно ти викам, мене ме спаси Реал Гардот помеѓу Регулар и Бронз и Силверот ме спаси од сите тие работи. И ја уживав многу у тоа, брат. А посади си правиш шутка оствари. Си правиш у Силвер се дешаваше шутката кај нас. Силвер, У Силвер бе, брат, се дешаваше шутка, позади нас ништо немаш. Позади нас беше многу културно, брат. Буквално до нас имаше човек со своето дете, со синчето свое мало, онака, не знам, 10 годишно дете, сака да дојде да го гледа Кање и они двајца да се седеа до нас. Многу културно беше. Али тука веќе енергијата мислам дека беше скроз на највисоко ниво. Power Исто. Bounce се врати пак Jesus. И тука веќе почна Fade. Друг е вајбот више тука. Веќе е тука Say You Will. Highlight за мене, брат. Highlight за мене. Песнава многу ретко си ја пуштам. Ја пуштам, ако не се лажам, Дрейк има ремикс нова. Да. Кога го пуштам Thank Me Later и кога го пуштам 808 and Heartbreak ми се пушта, ама песнава ми е онака еден од најнеслушаните омилени песни од Кање. Ја не знам дали ми едно од нај омилените, не можам да го кажам тоа, ама најнеслушаните дефинитивно. Као стилу, али ја знам многу ја песната. сакам, а многу ретко ја слушам. И што не ја пуштам никад. Значи, Исто. кога и да ја чујам ми Не. е као песнава у пичку Ја не можам да се сетам кога последен пат сам си ја пуштено. До тој степен. Ти викам, ја пуштам само кога ќе ми се пушти у склоп на албумите кога ги преслушам. Мислам, нема кај да ми се Ова ми беше првиот чуден избор за настап. Као не ми беше, мислам чуден. Не ми беше својствен. Као мислев стварно ќе оди ќе пука и све до сега се покажа дека е бенгер за бенгер. Песни кои што му се многу големи, кај што многу голем дел од Освен луѓето. on site. Ама да, добро. Па и за луѓе Добро. што го слушаат од дама он сайт, ја знаат, брат. Да, окей, ама да. Јиза се. Да, добро. Тоа беше the most infamous, така да Да, ама те сваќам. ме разбираш, Say You Will и после тука пак Heartless, All the Love, Highs and Lows, Beauty and the види. Beast. Значи, заврши Изес, влезе сега, го направи, влезе малце 808 and Heartbreak и го направи, го сетираше моментот да влезе во Були, така? И мене, например, ово ми беше Hydration Break. Да. Дефинитивно, All the Love, брат, песнава, јас, дисклеймер ушеден, Були го немам преслушано цел, кога го извади не бе фумут за да го слушам и сега сум уште помалце, али All the Love стварно е една од најдобрите песни годинава или кога излезе и многу добро звучи на Феноменално. на таква шоу кај што луѓето ја знаат и кај што некако многу убава атмосфера дава и дека и битот е брз и пењето и така некаков позитивен и весел вајб. Многу ја. Дава многу и искрено многу Али ти убаво викам, споминував на таа песна. Ги знаев, Highs and Lows, Beauty and the Beast ги имам чуено, Були го имам чуено еднаш, имам лајкнато 2 песни, од прилика знам која што е, можам да ги препознам. Али, например, не бев нешо презагреан за сето ова, брат. Буквално Седор не дропна Famous. Види, во овој момент знаев дека мора да има нешто од Були,
Ама си викам, го гледам саатот, имаше поминато можда некој пред да почне Були, можда некој 40 минути макс. Ако не и помалце. Ми кажа дека 2 сати бил настапот, почна во 9:15, гледам на пример околу 10 се дешава тоа. Викам, брат, многу некако брзо поминавме низ хитовите. Што ќе се дешава сега, дали ќе биде пократок настапов? Некако ми е кода кај нема милион песни, ама Да. влеговме многу јако, така значи 10 минути е на врвно ниво. Тие што очекуваш, тие што очекуваш можеби за на крај да ги остави, тие ги рокна на почеток. Така, да. Буквално. Разбираш, ни направи switch, реверс ни направи. Буквално. И сега си викам, добро, и сега течат 4-5 песни од Були, мене малце ми паѓа атмосфера, мислам дека и на луѓето, мислам дека голем дел од луѓето не се запознаени, сигурно најизгорените Кање фанови се запознаени, ги сакаат тие песни, ама еви ние како Кање фанови, како големи Кање фанови не Не сме се етаблирани песните ко хитови, не можеш да се да се забавуваш на нив Добро. така како што можеш да се точно. забавуваш на Мрси. Али од друга страна мора да си ги настапи. Ам прецедентите Мрси. Ме разбираш, тие хитови сите се онака хит, all across the fucking board, хит, Да. бенгер, насекаде. Ова е друго, ова е нова песна која да, тебе можеби ти се свиѓа. Стадионов doesn't feel it Да. the way it should. Треба можеби време да пројде, треба да биде. Не знам како ќе биде, али as of right now, овој блок ми беше мене на пример најзаборавлив од сите. Едно, дека го немам слушано Були, друго дека не сум таму. Чекај бе, Famous овде беше бе, брат. Да бе, тука го направи свичот. Ја Тука пак се прв пат збореше, активирав. ама чекај бе малце, не тоа да не е. Кој момент јас го кажа тоа што, ја мислам дека за Famous го кажа тоа што го кажа. Врати од почеток На сакам. Famous го кажа тоа. Не знам дали беше овде Famous, брат, искрено. Нешто ово ми е сумливо. На Famous го кажа, а за не се сеќам. Се надам дека ова е точно, ама ете, идеме. Famous и после тука почна American Boy, Jesus Walks. Си мислам дека Famous беше порано, ама добро, ајде. Кода мене искрено кода ми е со Fate, кода ми треба да ми се сменат, ама Така нешто? можно е. И порано дури. Добро. All Falls Down, Through the Wire. Веќе тука идеме кон класиките. Ова е веќе American Boy, Ова е веќе Jesus the old Walks, Kanye, брат. All Falls Down, Through the Wire, Gold Digger, Touch the Sky, Good Life, Homecoming. Брат, ова се... Една за друга, брат. И тоа ги слушаш онака у секвенца, не имаше некои преголеми паузи туку, онака идат едно у друго, едно у друго. Можеше да биде боле и тоа направено. Можеше да биде Го боле. правиме ние боле од тоа, брат. Да, реално можеше и треба да се фрли тоа пажња, али сакам да кажам дека беше многу добро. Значи тие се тие и онака си викаш, знаеш како низ целото шоу идат песна за песна за песна за песна и си викаш и добро бе, шо остана. Мене овде ми беше тој момент. И сега има уште една плюс, брат. Тоа е откаченото, брат. Секад има не уште знам. една Ајде, плюс, брат. не знам, не се слагам баш со тоа. Да, тука си викам, значи добро го настапува тоа, сентиментот ми беше добро, ги рапуваме, ги знаеме, топе, не ги настапува цели, ги настапува само најдобрите делови, релативно окей споени, може боле да се спојат. За овие песни, конкретно, не ми одговара естетиката на стој на планетата и да ги рапува. Нема друг вајб ми е. Друг вајб ми е, дека не ми е толку мокно, не ми е толку power, не ми е толку blood on the leaves, не ми е, знаеш, Иза се за таму. да. Крул Самар е за горе. Да. Овие се врат на обична сцена, тука меѓу луѓето да те видам. Е така. Ова е приземен Кања, брат. Да. Ова е приземен И не ми Кања, ова е одговараше backpack моментот да Кања, го брат. гледам или па требаше ми нешто многу посветло. Ова е некако. Chop Up the Soul Кања, брат. Ова е друг Кања, брат. Искрено. И заради тоа ти викам, го почитувам фактот дека знаеа што прават со боите. Кога ќе се настапуваше ова, беа нормални плави бои едно друго. Дали беше светло, Кога, да, кога се настапуваше Були, планетата, да го не се лажам, стана у месечина. Да, бела беше, да. Бела. Да. Сива стана. После тоа Blood on the Leaves црвено. И убаво беше сегментирано. Барем според мене. Знаеш како блоковски беше направено да не ги измешува, да не ги меша премногу. Например, единствено нешто кое што ми фалеше беше сам свој блок за My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Го немаше. Немаше ништо, да. Мислев дека ќе ја настапи Power, ама например Randy Town, например, не ми требаш. Randy Town Не бе, Randy Town. Не, која ја настапуваше со All of the Lights. All of that е добро. Извини, не, грешка направив. Чекај. Например, ми фалеше со Appalled, ми фалеше.
од сетлистата. Сагав да ја чујам. Не е доволно јака, брат. Не е доволно јака. Нема не е ги доволно. настапи најголемите од My Beautiful Dark Twisted Да, ама Fantasy. не беа направени у блок. Runaway Тие беа расфрлани, расфрчкани. да, Да, расфрлани беа. Тој беше албумот као кој интерлудс го користеш и да заврши концерт. Да. Homecoming, All of the Lights, Flashing Lights, Stronger, Ghost Town, Runaway и на крај Hey Mama. Да. Што не ја настапи, туку само ја пушти. Добро, крајов? Брат. Значи, вака. Завршуваме овде на многу висока нота. И као Аде. па брат, одмак од која од Homecoming, All of the Lights, Flashing Значи, Lights, се тоа, Stronger. Stronger која заврши, си викам, окей, веќе се ближиме кон крајот, знаеш? И ја пушта Ghost Town, ја пееме сите, вриштиме онака, на 07 Shake, го пееме делот и као збеснуваме тука сите и си викам, окей, Everything Goes Dark, си викам, тоа е, као се дешава, мислам, нема да се преправаме, брат, Runaway мене ми има милионата кања песна, брат. Искрено ти кажа, као колку и да е клише одговор, Озбилно? не е лош одговор и никому нема да му се налутам за вакви артисти, па дури и например артисти како Дрейк, како Кендрик, како ми го кажеш the most obvious choice, нема да се налутам и нема да ти го земам Нема за of the лош. most obvious choice, брат. Кање е Нема, толку брат. голем што например, еве мене Runaway можам да си кажам вака дека ми има милионата Кање песна уопшто што има направено, пошто е прекомплексна и начинот на кој што е цела. И си викам окей, го знаеме, ја знаеме и целата, знаеш, целата приказна и све тоа што има направено. Значи правиме муавет со Маржела маската, со NPC-то, со и майнерот, така. Моментот, све тоа. Сите лайв настапи, што има, со една нота као еруптира цел Madison Square Garden или кај да беше у Париз настапуваше тоа, не знам што правиш. Многу јако и го знаем. И сега го очекуваш тоа, брат. Не дека го очекуваш NPC-то. Него јас ја очекував песната. Зборев со Ангела, другарка на Ангела, што беше со нас и се збориме кои песни се останати. И она вика Ghost Town ја настапува и Runaway. И викам да, окей. Ghost Town јас не ја сакам, не ми значи ништо таа песна. Runaway да, и као се викам аха, окей. Уште тие се останати и као тоа е тоа. Гледам саатот, више скоро 2 сати, викам точно ќе тера овој. Таман. Го испоштува таймлајнот, али ти викам, доаѓа Runaway и онака као Everything Goes to Dark, завршува Ghost Town, Everything Goes to Dark. Него се откај мене се гледаше, имаше као некое светло, се гледаше дека го спуштаат. И гледам и викам, окей, почнам, викам, ки искочи, викам сега. И брат, гледам, пак, дали беше некој блиц, дали беше нешто, горе беше темно. Али, од некоја чудна рефлексија, дали масичката беше стаклена или нешто, видов као рефлексија и сватив дека има масичка. И почнав. Натре во Не бе, горе кога го имаше едно 10-15 секунди пред да почне да ја настапи. аха, добро. Ја видов као рефлексија и видов и само ја фадев Сара, стиснав онака и викам као има NPC пред него. И ми вика, кај гледаш бе? Викам има NPC, викам пред него, викам го гледам. И само у тој момент само слушам. Тън. Сега, мораме да видиме реално. Не го свираше тоа. Не знам дали го свираше искрено тоа. Али самиот момент дека му свирнало на братот у Тирана, Албанија, брат, да извади NPC, да го направи тој. Пошто тоа е за фанови, брат. Тоа е како не знам, брат, нешто као легендарно е, брат, го гледаш на интернет, брат, се го пазиш, го квоташ, брат, го гледаш, тоа ти е као на луѓе на мудборд тоа им си има си го имаат ставено. Ме разбираш као influential shit, реално направиме муабет. Као затоа ти викам, еве јас сум човек кој што Runaway мене ми има милионата Kanye West песна. Тој момент целиот со Маржела маската, со и майнорот што го стиска, начинот на кој што почнува песната. Бајде, ќе кажам, битен ми е, брат, као не знам зашо убав ми е, многу ми е јак, језив ми е таков, целата песна ми е језива. И ја спремен сум и реков, викам, ако него ми се смее, викам, ако плачам, викам на Kanye West, викам на Runaway, викам, тупам бокс, викам, ајка, со сите солзи на мене, викам, научи ме, разбираш? Turn into bully, а? Heroines and heartbreaks into bully. Toxic masculinity, плачам, ама тепаме, разбираш? И си викам,
брат, почна и само го гледам NPC-то и си викам врв, ова е не знаев дали у Истанбул го има правено истото. И и почна и брат, ја тука почна, искрено се ежам брат, у тој момент као стварно ми е умилената Кања песна и тоа е тоа, као ова ми е најдоброто нешто што може да ми се деси на концертов. Ми изнервира да му ева мајка. Се да му ева. Спремен бев, брат. Спремен бев да се ежам, да плачам, солзи заронам. Копилево неа ни настапи, брат. Пееше таму нешто, хамаше, брат, на крај. Сваќам дека можеби му е тешка песна да ја настапи и све, брат. Give it to the people, бе, брат. Што тешка песна, нормален си ти што спориш тешка Дај песна. да испееме заедно, бе, брат. Дај некој нека ми се насмее лево му тропна мен бокс, најдеш нека се деси, брат. Ме разбираш као, give me something, брат. Многу го форсира оној семплон. Урече. Значи тоа го форсираше многу. Ништо не се пееше. Публиката може да нешто испеа. Не, публиката си го пееше рефренот. Рефренот, да. И кај нас се пееше многу и ја го пеев. Јас немав глас, брат. Ја заради тоа треба, ако снимавме у вторник, ја ќе требаше топло чајче да пијам овде. Ја гласот ми се врати вчера или завчера, као немав глас. Петок сме денес, значи среда, четвртокот ми се врати. Немав глас. Пеев многу, ја урлав, вриштев, брат. Али немој да ми го зимаш тоа, брат. Сакав да си ја чујам цела песна, брат. Дај ми го првиот врз, брат. Не, првиот врз не пушати, не треба, нема потреба. Пушати не ни треба, не бе, нема зашо. Ми треба првиот врз од тебе, брат. Ми треба рефренот и така да заврши. Ми треба рефренот уште еднаш и заврши, брат. Да. И пак ти худаче. Та Swiss Beats прави ми го, немам проблем, брат. Немам никаков проблем со тоа, ама дај го на луѓето, брат. И после тоа, знам, после тоа зборев со Никола и со екипа, они беа они се отштипаме беа у Истанбул. И као таму завршил, на крај овде ја пушти Хеј мама. У Истанбул пуштил као некаков нешто, као спич нешто некаде од некој албум, претпоставувам дека е од Були, и го пуштил, така завршил. Причината зашто завршил со Хеј мама е дека на денот на концертот, после 12, после полноќ на Донда е роден ден, фактички, на мајка му. И роден ден е бил. И фактички заради тоа си има одјавено, заради тоа има сменето сет листата, претпоставам. Добро. Што е окей. Кул момент. Што е окей, кул момент, него не знаев, ја го прочитав некаде низ коментари кога се враќавме назад. Али тоа, значи од поглед на сет листа преубаво си поменав. Сите песни што мене ми се лично драги, word for word, on top of my lungs, ги урлав, ги пеев, многу го спрев. Многу в момент споделен со убави луѓе околу мене. Криво ми е дека не успеавме, знаеш, немавме шанси од организацијски причини да се бараме помеѓу 20.000 луѓе и сите да си го поминеме и да си имаме. Убаво ми е, брат. Убаво ми е такви моменти да си ги поминам со луѓе со кои што знам. Сме биле заедно на Future, сме биле на Drake. Убаво ќе беше на пример да ме разбираш. Океј. Како и да е. Требаше ми ја дае Runaway, брат. Требаше една од најголемите критики за целиот настап. Требаше да ни ја дае Runaway, брат. Зајаба на крај работа, брат. Зајаба на крај, брат. За мене тоа е крешендо, брат. Требаше да биде многу јако, брат. Тоа така требаше да се одјави, брат. Антиклиматик заврши. Антиклиматично заврши, брат. Ја очекував стварно, го врати 6 пати рефренот, брат. 6 пати го пеевме рефренот. Ги броев. 6 пати. Требаше да го удриш врсот, си да го чекавме тоа, брат. Требаше да го удриш врсот и да се одјавиш. Па пушти си ја Хеј мама, немам никаков проблем со тоа. Као all in all, искрено bucket list момент за мене. Bucket list момент. Значи немам што да кажам. Го видов Kanye West живо, брат. Толку. Исто. Втор пат не ми треба, нит сакам. Не знам што албум ќе извади. Најдоброто Бетовен, ме разбираш, Моцарт, не ме интересира. I don't want to hear that shit. Не бе, брат, што збориш се ти така? Нема врска, ајде, значи ја ти кажам. Го видовме човекот во живо, го видовме настапот. У мојот живот, јас сум човек кој што сака да иде на концерт. Можеби управо време сум сега се осеќам дека управо време го видов после сите глупости. Се осеќам дека го видов и мене ми е на пример умствено ми е тргнат од глава више дека ми е као ја у моја глас имам задача кои луѓе сакам да ги видам уживо. Kanye West веќе не ми е на таа листа. Добро, да. Ме разбираш што сам да ти кажам? Ако ми се појави шанса и ако се поклопат коцките, можеби. Али
не би идел out of my way Да. за да идам на концерт. Јасно. I did that shit one time. Убаво ми е. Ме задоволи за тоа на начинот на кој што треба. Ми се појави сега да ми каже еј вадам 40 луѓе хор ќе пееме, ќе правиме. Свестен сум, наапчиња сум, топ ми е сега, ќе ги пеам песните. Видел. Разбираш? Да, јасно. Али само да ти кажам, си ја удрив дозата и задоволен сум од моите 190 кусур евра со фест чекот што не го искористив и со бронзоната што не ја ни видовме. I'm okay with it. Брат, нема цена ова што ни се деси само да ти као кажам, не за жал. идеш у странство, идеш кајде, сам ова беше странство, пак на Балкан, идеш со кола, ово, кајде треба да патуваш да се организираш кога те фати многу поише. Луѓе по илјадници евра плаќаат за вакви настапи. Куз некогу била карти у LA да отидеш да го гледаш. Видовме светско шоу, нешто што си има случено само 5-6 пати. До сега LA беше првиот пат. Да. Истанбул, нешто Грузија видов дека имало нешто како многу малце пати си има И случено. сега у Мадрид. И го видовме ние, го видовме со наши очи пред нас, го видовме ова беше тежаме, да се најажи. Заради тоа ти велам, поише од доволно. Ова, да, дефинитивно. Поише од доволно ми и многу сум среќен дека го видов. Јас сум пресреќен и презадоволен. Имаме критики и се издржани. Не се кажани злонамерно, не се за хејт. Не, брат, што злонамерно, критики, кање злонамерно. Пошто нема... имаме одредени као се вика стандарди кои што за кои што најголемите артисти у светот треба да ги држим. Брат, ја ти кажам, имаше шанк до мене, испиев 10 пива. Немаше као прво ни да се сеќавам на пола, као второ Пеја пивце 10 да тропнеш тамо? Корча беше. Корча немаше пеја? Корча. Изи, брат. Брат, испиев и ми беше топ, као што ти зборев за Дрейк. Нема врска. Сега го гледав фул трезен и среќен сум дека го изгледав така и дека го осетив така и сега си правиме муабет, си критикуваме. Не, ама и знаеш како? As we should. Си го оценуваме концертот. As we should. Але се што збориме, брат, се што збориме, моје шоу, не. Го видовме човекот во живо. Апсолутно. На 3 сати од Скопје, на 4 сати од Скопје. За 200 евра. Искусивме шоу што се нема случено скоро нигде во светот и што е едно од најаките шоус. Посебно не овде на овие простори. И во живо и на социјални мрежи. Сега. Според мене, социјални мрежи изгледа боле него живо, брат. Дефинитивно. Се тоа што се појавува по Reels, тие вирални Reels што излегува од LA она, социјални мрежи изгледа they're doing their thing, брат. Да. They're doing their thing, брат. Друго е. Живо е добро, топе да го видиш ово нека вау си, ама ти викам на момент станува репетитивно, на момент станува досадно. Ке мене околу мене немаше нека баш многу убава енергија од луѓето. Не беше лоша енергијата, ама не беше нешто вау да кажеш нека лид. Имаше по некоја мала шутка, имаше шутка на некоја глупа песна, не се сеќавам дали беше, се надам дека не беше на American Boy, брат. На некоја таква глупа песна. Не ми текнува, ама у тој блок беше, само не ми текнува на која. Имаше шутки, се сеќавам луѓето добро, не се нормални, ама нема везе. Не ги критикував, имаше многу простор за стоење, така да го видовме и беше многу лававо. Али исто тоа го спомнав, мислам дека на социјални мрежи изгледа боле него живо. Али беше многу јако да се искуси уживо исто така. Тоа е. До следен пат, не знам што ќе биде, не знам што и дава ова на Албанија, да какви можности и отвара искрено, ќе видиме и тие redcloud.al што и да беше тој сајтот, не знам што води, али ако ова и дае шанса да направат нешто поише од вакви аспекти, да организираат вакви работи, ако ова е као the blueprint, се надам дека луѓе ќе се освестат дека можат, пошто види, лошо е дека зимаат пари од државниот буџет да финансираат вакви работи, ама од друга страна па добро е дека ние парите идеме и ги даваме таму. Чекај малце, брат. Нашијата држава финансира Давид Гета тука. Тоа сам да ти кажам. За Давид Гета, Давид Гета, окей. Брат, каков Давид Гета ме сваќаш? Што твориш, брат? Знаете што се даваат пари, брат? Да. Тоа сам да ти кажам. Не се мешам во албанските буџети, а не кем државата да го плати. Ама брат, па на крајот нека го плати бе, брат. Што сме добиле бе ние како млади од државата, брат? Да, дефинитивно. Давид Гета сме го добиле за 35 денари, ме заболе куро за Давид Гета, ме сваќаш? Тоа. Само разликата меѓу Давид Гета и Кање пута 10 во финансии во се останато, така да. Тоа е главната разлика. Па да. Така да се надевам дека ова ќе е блупринт за нешто понатака и дека овие простори ќе останат
незаборавени брат. Пошто јако е ова да се дешава. Јако е ова што се деси на баш Тирана. Еве, Толку блиску до следно Скопје. најслично нешто на тоа е и се проки. Ја не сум за идење. Не, искрено. Ако отидат луѓе, може и ќе се отидат тоа, ќе видиме. Ќе видиме што ќе биде. Мора да го завршиме од само на ова. Јас сум пресреќен, пресреќен. Кога видов колку луѓе биле од Македонија. Дефинитивно. Видов луѓе што биле што ги знам од Грција. Видов луѓе што биле од Македонија, таму на лице место видов 5-6 друштва. Сеќаваш на Социјал- раперот што го интервјуиравме на вакво на Pin Music Conference со Алек од Србија? Добро? Како Да, се да, викаш? Let's Kill Lua. Хилуа. Кила. Го видов брат. Се видовме, се поздравивме, се гушнавме, таму бевме на 3 вакво на 5 метра од. Да, бе, И он- да. Он беше у Силвер после отиде, али се видовме, се поздравивме. Брат, пресреќен сум кога видов колку луѓе биле и позитивно ми изненадија. Знаев дека панда екипа ќе иде, знаев некои наши Тоа е другари тоа, што кидат, луѓе што кидат, ама колку луѓе има отидено, онака и си викаш пичко матрка на луѓе, стварно име. Стварно луѓе го слушаат Кање, стварно луѓе го сакаат Кање, ние го знаеме тоа дека го пуштаме цело време. 16-17 години пуштам музика, брат, го пуштам секоја журка минимум по една песна. Големе брат. Така. Преголеме, тоа е. Јеби го. Големи и ама и И- луѓето Многу ми го е мило. покажаа тоа. Од Македонија зборам, не зборам за албанци за овој, зборам од Македонија. Знаеш, отварам на сториња, значи стигам у се враќам у хотел Аурелис. Отварам на стори, као викам, че ајде да видам што се деша. Брат, правите 15 сториња. Исто. Луѓе од Кање што биле. брат. Исто. Абе тоа да чуе тебе ти се панда банда екипа, мене и многу поширок круг на Не, луѓе. тоа сам да ти кажам, и среќен сум дека е тоа така. Среќен сум за сите луѓе кои што успеале да си го видат својот омилен артист, топ 5, топ 10 артист на сите времења. Среќен сум за сите нив, брат. Среќен сум за секој еден што бил таму и што има пројден убаво, брат. Што си го има чекнато која што си го чекнав од мојата листа, брат. Среќен сум за сите до еден, брат. Пошто нема поголемо и подобро искуство од тоа, брат, кога да видиш некој таков великан на таков лесен начин, искрено. Да. На таков лесен начин. Замисли како има брат у двиеше живеат у Германија, низ Европа, да не збориме Америка. Не бе, мислам, види. Пакаш воз идеш 2 Не, бе. сати си влагаш Да, па тоа сам ти кажам, не дека од Бари е пола сат, брат, Бари е поблиску него ли Скопје. Реално направиме муаве. На врска Али Фак е. факт е дека пак фаќаш след треба да правиш организација едно друго, па можеби викенд. Поголемо да ти чим го имаш ова направено у 24 сати, брат. у 17-18 Тоа сати. сам да ти кажам, у едно деноноќе ти го имаш тоа направено. И на наут пак си у Скопје спиеш во твој кревет, брат. Изи. Настрана од сите inconveniences, настрана од целата лоша Брат, факт го организација. забораваме тоа. Тоа сам да ти кажам, веќе не ми е на ум, сега го спомнам дека чувствувам должност да го кажам за да не се забори и за да не Не, бе, брат, готово ќе го забораваме. За тоа и кога ме прашува братин Ангело што може да биде полошо, брат, не се сеќавам за 2 години нема да се сеќаваме, само Не, не се нема сеќаваме да дека се чекало многу во ред и тоа е тоа. Да. Сме го гледале Кању Тирана, брат. Знаеш Не. како го збориме ова за Нема 10 друго. години? ќе го оставиме така. Па не, ова е ми core memory ми е мене, брат. Ова ми е core memory, тоа е. Ништо друго не е битно, брат. Ќе заборавиме и трак листата и сет листата више ја заборавивме, така да. Не, бе, мора Само моментот, филингот што си го имал додека си го гледал, ти си исполнила Ја, желба што си имал као дете, си го гледал Кању во некој најчуден момент. Можеби најака сценографија до сега што имал. дефинитивно. Нешто што онака луѓе го гледаат по рилс од цел свет, ти го гледаш уживо, онака лудило. Све друго е миновно. Скрос. Тоа? Добри сме. Kanye West од Тирана, брат. Crazy as shit. Еј, пишете ни кога си поминавте. Се надеваме дека се споминале добро. Дојдете на Discord, иако ја не сум таму периодов толку многу. Пишете на YouTube, пишете на Instagram. До следна епизода се одјавуваме тука, така? Јоп, Поздрав. се гледаме, дечки. Чао.